Почитувани, ве поздравувам сите кои што во моментов сте на програмата на Канал 5 и следите Здраво Македонија. И верувам дека ќе го проследите и разговорот кој што ни следува во продолжение со господинот Новица Трајковски, кој што подготвува нова изложба која што ќе се случи на 9 април, токму на Велики четврток, и го носи името Кон светлината. Многу повеќе за сето она кое што ќе може сите кои што сте љубители на тоа кое што тој го изработува да го видите, ќе слушнеме во продолжение. Господин Новица, добро утро. Добро утро и добро дојдовте. Добро ве најдовме, навистина убаво не пречекавте, дојдовме токму во вашето ателие, во вашата канцеларија, да видиме колку сте подготвен за изложбата што ќе се случи на Велики четврток, како што кажав и во самата најава. Кажете ми за почеток, дали случајно го избравте овој датум или ништо не е случајно во вашиот живот? Ништо не е случајно, не само во мојот живот, воопшто. Бидејќи ние и авторите, и сите што се креатори, што креираат или создаваат нешто, они работат заедно со времето. Како си тече времето, така и нивната работа. Целата друга работа е оставена на големиот креатор. Он точно знае кога да ги реди и кога да ги нареди работите. Битно е ние нашето да го направиме, да ја пуштиме пораката. Пораката која ќе стигне до вистинската дестинација, таа си ги реди работите. Така и во мојот случај со изложбата, која ете ненамерно, непланирано, сосема случајно, ама за големиот креатор не случајно, испадна Велики четврток. И сега Кон светлината е име на изложбата која што се провлекува и во други ваши изложби, па кажете ми која е пораката? Целото моје сликарство е посветено на таа светлина или божествената љубов. За мене тоа е најголемата светлина, кон која сите тежнееме и треба да тежнееме. Сепак на крајот, кога ни е најтешко, кога било што и да не се случува, ги оставяме рацете на креаторот или на неговата светлина. Тој да не води и тој да ни го покаже вистинскиот пат кај треба да дојдеме. Колку дела ќе имате на оваа изложба и колку време ги подготвувате, со оглед на тоа дека ни бевте неодамна и гостин во студиото на Здраво Македонија, каде што раскажавте дека годишно имате минимум 2 изложби, па затоа ме интересира колку време вие конкретно ги подготвувате изложбите. За мене тоа е една игра, животна игра или љубов. Еве, со модерен јазик би кажал, танц со љубовта. Или со животот. Јас едноставно сликам и никогаш не планирам колку изложби, кога и како ќе бидат. Тие си доаѓаат, едноставно си доаѓаат како и животот што тече. И јас сето тоа го прифаќам со голема љубов и го пречекувам со голема љубов. И затоа никогаш ништо не планирам. А колку изложби ќе бидат годишно, колку ќе ми ги даде Господ, добре дојдени се. Да споменеме малку повеќе за делата, за сето она кое што ќе може да се види на нова изложба. Што се сликавте овој пат? Овој пат изложбата ќе биде посветена на оние информации што ги добивам. Иначе моите информации ги добивам во директни разговори со креаторот или со светлината. Благодарејќи на молитвите што ни ги дава и што не посочува со нив, можам да го направам тоа, а тоа можеме да го правиме и сите. Еден дел од науката тоа го кажува како колективна свест или ментална археологија, која ќе се препуштиме на незе, верувајте, сите прашања што ги поставуваме. Ама условот е да биде честно и да биде со љубов кажано тоа. Да нема претензија за некоја материјална добивка, на некога да му се наштети, него да се препуштите или поточно да се ослободите од материјалниот свет, ама комплетно треба да се ослободите од материјалниот свет, за да тие пораки стигнат. Треба да знаете како да ги примите пораките. Цело време се тие пред нас. Тоа е некое чудно чувство додека да почнете да ги добивате. Кога ќе почнете да ги добивате, звукот, јачината, интензитетот на тие вибрации стануваат се посилни и посилни и толку лесно ги примате, ги читате, ги прифаќате. Единствено треба она што ви е дадено од Бога, дали занает, дали нешто, не знам што во која сфера сте се одредиле. Мене ми е дадено сликарството. Сите тие пораки, знаци, символи, мене ми излегуваат како слики, бидејќи сум сликар и ги гледам преку слика. Со
со цел колор што може да се види. Како такви ги добивам и ги пренесувам. Тоа се тие пораки што се на изложба, што ќе може да ги видат. Сите оние кои што ќе дојдат и сите оние кои што ја почитуваат вашата работа, токму тоа ми е следното прашање, колку македонците имаат интерес за вашите дела, за вашите слики и колку во Македонија навистина се цени уметноста. Изненадувачки многу. Тоа е тивко и мене ме радува што е тивко и што не е бучно. Затоа што се што е бучно во материјалниот свет не успева. Она што бучно оди во ветер се разложува и се разложува во ветерот. Нели она викаат од етер во ветер. За не би се случило тоа, сето тоа се работи тивко. Старите не случајно имаат една поговорка, мирна река брег рони. Значи, она што е тивко е многу поснажно. Тоа е тивко можеби во слухот и разните чула на луѓето што се обременети со материјалниот свет. Но за оние што ги следат овие работи е тоа толку звучно, толку гласно и јасно и може точно да разбера за што се работи. Добар дел од нив тие информации или тие гласови што ги слушаат ги споредуваат со некои ентитети и ги нарекуваат шепкачи. Минатиот пат спомнав за тие шепкачи. Тоа е фантастичен феномен. Кој ќе почнете да ги слушате тие гласови, тоа е толку голема радост на тие информации. Просто човек би требало да има неколку животи за да може сето тоа да го пренесе и да го каже. И од таму јас во една слика се обидувам да пренесам неколку пораки. Бидејќи за да го пренесам сето оно што го добивам како информација би требало 10 раце да имам, невозможно е тоа. Одлично, благодарам многу. На самиот крај уште еднаш да ги поканиме сите наши гледачи кои што сакаат да бидат дел од оваа изложба на Велики четврток во Куманово, но кажете ни точно каде, во колку час? Домот на културата Трајко Прокопиев во центарот на Куманово во 20 часот. Благодарам многу уште еднаш, ви посакувам успешна изложба, да биде само почеток оваа година, уште многу изложби да направите во многу градови да го представите сето она кое што сте го работеле и ви посакувам убав празник. Ви благодарам и на вас исто така. Ќе се радувам што поголем број да дојдат и да го видат она што го работам.